По многу книжења во финансии се случува нешто да не ни се согласува, да не е нешто во ред. Програмот нуди неколку можности за пронаоѓање на и откривање на грешките. Значи, со самото книжење на налогот, долу имаме кумулатив, дали е тој на нула. Кога вадиме преглед, аналитички, на крајот тој треба да ни е на нула. Меѓутоа не секогаш е така. Или кога одиме во листа на налози, имаме веднаш дали долгова побарува ние на нула. По многу книжења и по многу активности, некои работи знаат да направат некој проблем и треба да најдеме начини како да ги откриеме грешки. Имаме овде прво две копченца, тарабичка и тарабичка, несложени налози. По два основа ги бара налозите. Дали се во ред или не се во ред. Овде вели сите налози се во ред и овде сите налози се во ред. Сега ќе направиме намерно едно отстапување во некој налог. Еве, например, во налог 10.3 ќе го отклучиме и сега уште кај на последната ставка, за да не имаме проблеми, на предпоследната, овде ќе ставиме 15. И сега не знаеме каде ни е проблемот, бараме аналитики, одиме на крај, имаме неслагање. Кај ни е тоа неслагање? Кликнуваме на тарабичката прва, несложени налози, веднаш ни прикажува кај го имаме проблемот. Кои налози не се на нула. Кликнуваме таму, не носи во тој налог. Долната тарабичка исто ни прикажува кои налози не се во ред. Значи, долгова минус побарува е 15. Значи, имаме проблем. Кај е проблемот? Налогот може да ни е малку поволен, така да нема да знаеме точно кај ни е проблемот. Овде ќе дојде до израз добрата политика да одреден документ не го менуваме описот, се додека го раскнижуваме. Значи, ако раскнижуваме декларација 02/2007 и така натаму, датата и описот остануваат исти се додека таа декларација се раскнижува. На крајот таа декларација мора да биде со должи побарува еднаква на нула. Затоа овде имаме кумулатив по описи. Кога ќе ги кликнеме овие кумулатив по описи, добиваме кумулатив за секој опис колку е долгова побарува. Значи, долгова минус побарува треба да е нула ако е се во ред. Еве таа 15. Овде овие не се сложени, односно отстапено од политиката за задржување на описот, затоа што најверојатно направено е дополнување некое. Меѓутоа еве го тоа што го баравме, овие 15 денари. Со клик таму не носи во тој налог, еве не. И овде ги гледаме овие 15. Значи, со дополнување ќе ги раскнижиме. Можно е во текот на книжењето, еве сега во налог 10.003, да имаме некаква ваква ситуација. Например, ако одам овде, понатаму, имам книжење без налог. Немаш конто и ми го поништува. Значи не ми пушта. 6630. Еве сега ќе додам вакво. И пак ќе ставам 6630. Уште една ставка. Е, пак истото. Вака ни е се во ред. Налогот е сложен. Сега, поради случајно, можно е овде да имаме поништување на контото. Програмот ова ќе го прифати, но е нормално. Меѓутоа, кога ќе вадим, ако кликнеме на тарабичката, сите налози се во ред, а преглед, аналитики, ни отстапува. Значи, се е во ред, а имаме проблем. Можеме да ги прегледаме сите налози, ова никако нема да го видиме дека не ни е во ред. Затоа овде има една звездичка, која
прави поминување низ сите документи, низ сите редови и таму кај што има проблем, ќе застане и ќе ни извести дека нешто евентуално не е во ред. Вика, проблем со овој ред. Значи има непостоечко конто. Продолжува надолу. Требаше да запишеме во кој налог е проблем. Така. Значи во налог 10.3. Одиме таму и гледаме дека ни фали конто или имаме погрешно конто. Ова ќе избришеме овие два реда. Сега ја вративме состојбата како што беше. Само да го заклучим налогот. Така. Имаме и два елемента со кои може да пребаруваме опис или износ. Например, сакаме да бараме, во некој налог, например 20171. Како опис некаде ни стои 20171. По тап ќе ни даде секаде кај што се наоѓа тој опис. И со клик горе не носи на тој ред. Тука мора да внимаваме дека треба да се внесе како што е описот. Значи, ако ставиме декларација вака, декларација, нема да најде ништо, меѓутоа ќе мора да внесеме како што е внесувано со кирилица. Декларација, и тоа големи мали букви. Во декларација кај се наоѓа зборчето декларација. Следно пребарување е по износ. Често пати имаме ситуација, односно вие имате ситуација, да некој износ, да имате некое залутано прокнижување и сега барате по износ. Например, 5800. Тап. Горе ќе ни даде се што е околу 5800 со мало отстапување, со 10 денари, најверојатно. Значи, еве ја таа ставка, клик, не носи во тој ред. 5800. Ајде да бараме 15.000. Еве имаме две ставки со 15.000. Значи, во сите налози, бара кај што има или надолгово или да побарува износ 15.000. И со ова пронаоѓаме кај ни, евентуално кај би ни бил проблем. Уште една опција за пронаоѓање на грешка. Кога описите не ни се по шема, значи кога имаме отстапување во описите, поради некоја причина, и сега бараме начин како да најдеме грешката. Значи тоа не ни врши работа. Една од опциите е вака. Овде имаме едно копченце, едно за чекирање, прикажи меѓузбир. Ако го чекираме, со кликнување во некој ред, програмот ни дава колку е кумулативот до тој ред. Бидејќи книжиме еден документ, до овде треба да е 0. До овде треба да е 0. До овде треба да е 0. Значи, кога кликнеме на некој ред, ни дава од почетокот до тој ред колку би ни бил збирот. Со тоа ни се овозможува фактура 3. До овде треба да е 0. Еве 0. 0. 0 и така натаму. Значи со ова го ограничуваме делот до кој кај што евентуално би била грешка.